Манастирот Свети Илија кај Делчевски Цвегор ке се запише на имотниот лист на МПЦ, но црковниот одбор на селото ке раководи со манастирот со неговата доизградба и со донациите. Ова е договорот кој викендов се постигна со посредништво на градоначалниците од Штипи Кочани, Илчо Захариев и Радко Димитровски. Ние да си раководиме со манастирот, со црквата. Сите средства кои ќе се собираа дали од донации или донатори кои директно ќе се донираа во црквата, да располага црковни одбор на село Звегор. Ова одлука верниците од Звегор ја добиле со благослов на владиката Иларион. Написмено ќе ни биде доставено одобрение од владиката, неограничено за секогаш, било кога и кога ќе изградиме црквата, средствата што ќе ги собираме, црковниот одбор да одлучува колку имаме потреба за доизградба на црквата и на манастирот, другите пари што ќе ни преостанува, ако прецениме дека имаме, дека ни преостанува други пари, да ние решаваме каде ќе ги донираме. Дали ќе ги донираме за помошти, за доизградба на други цркви или на бедни, на сиромаси. Проблемот меѓу верниците од Звегор и делчевските свештеници ескалираше на празникот Свети Јован Крстител, кога Делчевската црква не дозволи свештеник да служи свечена литургија во новата црква посветена на Свети Јован во селото, иако црквата е веќе запишана на МПЦ. Свештениците сме разочарани и како и сите, ни е јасно, доверба нема да имаме во поповите, това е јасно на сите. Сад нема што да правиме на некој лице и да им кажуваме нешто, дека им веруваме. На поповите не, но на нас ни е најголема вербата во Бога. Инаку живописниот манастир Свети Илија, сместен во близината на селото, верниците со многу љубов и донации го градат повеќе од 2 децении. Ова е втор верски објект во селото, кое некогаш било турско. Неодамна тие завршија со изградбата на црквата во селото Свети Јован Крстител.